Имаме чест да присуствуваме и да учествуваме во мобилниот парламентарен караван, насловен како Собрание за граѓаните и представува дел од активностите на Собранието. Целта на овој парламентарен мобилен караван е граѓаните прво да го доближиме Собранието до граѓаните и граѓаните да ги прошират своите знаења околу активностите и работата на Собранието, за историјата на парламентаризмот, за носењето на законодавната постапка и други активности кои што влегуваат во делокругот на Собранието. Мобилниот парламентарен караван ќе посети 13 општини во Републиката. Инаку не е партиски, не е политички, нема политичка позадина, него има промотивно-едукативен карактер. Инаку и една од целта на овој мобилен парламентарен караван е граѓаните директно да стапат во контакт со пратениците и да си ги кажат проблемите кои што ги имаат. Морам да напоменам дека граѓаните постојано се во контакт со пратениците преку пратеничките канцеларии кои што ги имаме во сите градови, општини во Република Македонија, кои што имаат своји пратеници. Чест ми е и огромно задоволство да бидам присутна на овој мобилен парламентарен караван, така наречен Собрание за граѓаните, и еден промотивен настан на кој што сите заедно со граѓаните, пратениците присутни, од сите партии кои што сме од регионот, заедно да се видиме од поблиску со граѓаните и да може да подискутираме со проблемите кои што ги имаат. Тоа значи дека ние сме отворени во соработка со граѓаните и дека тие можат и на еден ваков настан отворен, кај што нема партиски обележја, да бидат блиску до нас пратениците. Искуството што покажува? Дали ви се јавуваат обични граѓани за нивни сугестии, за белешки, проблеми? И колку пратеникот, независно од партија, треба да ги сослуша или пак треба да одговори на нивните потреби? Да, се разбира, ние сме овде легитимни представници на граѓаните, сите нивни барања, ние сме должни да ги сослушаме, спрема можностите и да одговориме на нивните барања. Тешка работа, меѓутоа одговорна. Кај вас лично се јавуваат струмичани? Да, се јавуваат за различни проблеми, најчесто од социјален аспект, за социјалните мерки, овие новите пакети кои што ги доделува владата, за комунални проблеми. Сите граѓани имаат различни потреби. Се трудиме колку што можеме да одговориме. Па дури и има за промена на закон или дополна на некој закон. Сугестии, забелешки, да, и се трудиме колку што можеме да им одговориме на нивните барања.